Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Драги гледачи, добро утро. Средечен поздрав од студиото на радио Глас на надежта. Еве не денеска повторно, 12. мај, петок 2023 година или 132 ден од годината. Верувам дека сте добро, иако времето малце во минатите денови залади, застуди, температурите опадна, но сепак ние се наоѓаме во најубавото годишно време, во пролет и месецот мај. Еве на почетокот само да споменеме како ќе биде времето денеска. Променливо облачно со повремени врнежи од дожд, а наместо поројни проследени со појава на грмежи и засилен ветер. Навистина неочекувано, очекував можеби да биде уште потопло, но ќе поминат и овие дождови, бидејќи пролетните дождови се многу важни за земјоделците, да ја наквасат, да ја натопат земјата, за да може она што е посејано во земјата, во почвата и да никне. Како и да е, температурите ќе се движат утрински од 5 до 10, а дневните од 13 до 18 степени. Но веќе во наредните денови прогнозерите предвидуваат затоплување и покачување на дневните и утринските температури. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, тие јавува дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по делумно суви, односно мокри коловози, затоа бидете внимателни кога возите низ клисурите, како што се, например, клисурите Катланово Велес, Маврово Дебар, Струга, Виница, Берово и Кочени Делчево, кај што може да има одрони на патиштата, така да пратите ги сообраќајните знаци кои се поставени на автопатиштата и внимателно правувајте со моторните возила. Никако не користите алкохол. Не само што тоа е казливо според законот и дебели казни се плаќаат, дури возачката може да изгубите, но поважно е животот да го сочувате на вас и на оние кои се наоѓаат со вас и кои се движат на патиштата. Посебно внимателно возење во градовите, на пешачките премини, во близина на училиште, каде што има движење на дечиња. Одеме понатаму да споменеме нешто за рубриката на денешен ден, што се случило во минатото на 12. мај, почитувани гледачи. Еве една интересна информација на почетокот. Во 1820 година е родена англиската медицинска сестра Флоренс Најтингел. Можеби непозната за широката јавност за нас, меѓутоа е запишена во историјата и тоа со посебна намера. Таа е втемелувач на професијата на медицинските сестри, чиј роден ден се обележува како Светски ден на медицинските сестри. Таа го отворила првото училиште за медицински сестри. Значи, еве, таа е првата сестра медицинска и го основала тоа прво училиште и е забележена во историјата. Значи, родена е далечната 1820 година. На денешен ден, 1707 година, роден е Карл фон Лине, шведски природно-научник, основач и председател на Академијата на науките и на Природно-научниот музеј, еден од најголемите дескриптивни ботаничари. Навистина се родиле многу големи умови во минатото и тие луѓе придонеле за подобрување на општо на животот на оваа земја. Еве уште една информација. 1935 година на денешен ден во Њујорк умрел Михајло Пупин, научник кој со своите пронајдоци во областа на електрониката, значи жичната и безжичната телеграфија, станал познат во светот. Најголема слава и признание му донеле Путиновите калеми, со кои се овозможува пренос на телефонски разговори на голема далечина. Роден бил во Идвор, во Банат, на 4. октомври 1850
58 godina. Znamo i Nikola Tesla poteknuo od ove krajevi i to i završava sa svoj život v Amerika, no poznate, to je golem Nikola Tesla, no eve, v toj rank može da go stavime i Mihajlo Pupin, koji tvoril i rabotil v Amerika, a poteknova od ove balkanski prostori počinova na današnji den 1935. godina. V 1949. godina oficijalno bila ukinata sovjetskata blokada v zapaden Berlin, započnata konkretno na juni 1948. godina, bidejki i zapadnete sojuznici i Sovjetski sojuz je shvatile besmislenost na beskompromisno sprotistavljanje. Na današnji den 1969. godine u Velika Britanija starosnata granica na izbornoto pravo bila namalena od 21 na 18 godini. Znači, so pravo na glas da može da glasat i ti luge su na 18 godini. V 1993. godina Republika Makedonija uspostavila diplomatske odnosi sa Republika Bosna i Hercegovina. Ta godina, znači isto 93. godina, Švajcarija priznava Republika Makedonija kako nezavisni samostojna država. V 1995. godina sobstvenicite na Rockefeller centar od New York, za koji stojal japonski kapital, go objavile bankrotot na ovoj gigantski deloven centar. V 2002. godina, današnji den, poranešni amerikanski predsjedatelj Jimmy Carter pristignal v privatna posjeta na Havana kako amerikanski političar so najvisok profil otkako v 1959. godina Fidel Castro so revolucija je prevzel vlasta v Kuba. Eve, to bija početne informacije, servis informacij, što gi narekujeme v naš utrinska programa. Početno gledajući sega od ime so jedna pesna da vi pozdravime site vas. Ako tvoj od greblje crven velike stane kako sneg, ako tvoj od greblje crven velike stane kako sneg, koliko crveni da vide kak je stane kako sneg, velike stane kako sneg. Slušaj glas što nežno moli, vrati se kaj svoj odbor. Slušaj glas što nežno moli, vrati se kaj svoj odbor. Bog ima ljubov pa i milost, svega kon tebe. Slušaj glas što nežno moli, slušaj glas što nežno moli, vrati se kaj svoj odbor, vrati se kaj svoj odbor. Bog je gotov da ti prosti, grev da ne ti sponuva. Bog je gotov
sretnete con mene luje, veli Gospod Bog. Bog je gotov da ti prosti, Bog je gotov da ti prosti, grev da ne ti spomnuva, grev da ne ti spomnuva. Еве после ова песна се враќаме во живо. Ја следите утринската програма, почитувани гледачи на радио Гласна надежда, емисија Добро утро, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Одиме да ги проследиме капките на мудроста за ово утро и читање на делови од Библијата, од Светото писмо. Вистинското богатство на човекот е доброто што го прави во животот. Тие што дават имаат се, тие што задржуваат немаат ништо. Толку многу јазици на светот, а сите се смееме и плачеме исто. Да се има мир во душата е најголемо богатство. Лесно е да простиш на некого кој те излажал, но тешко е да си простиш себе си што си верувал. Минатото е крадец што не може ништо да даде, а може да ви ја земе убавината на иднината. Битката ја добива само оној кој одлучил да победи. Роден си оригинал, не умирај како нечија копија. Љубовта не се искажува со тупаници. Кога пријателот е против вас, значи или сте апсолутно во право, или пак многу грешите. Еве, тоа беа неколкуте капки на мудроста, верувам беа поучливи. Продолжуваме да читаме од Псалмите Давидови, денеска на ред да го прочитаме 65-тиот псалом. Божјата добрина кон земјата и кон човекот. За Тебе е славата на Сион, Боже, пред Тебе е исполнувањето на нашите завети. Ти си тој што ги слуша молитвите, кај Тебе ќе дојдат сите луѓе. Кога ме притиска грешните постапки, Ти ни ги прости нашите престапи. Среќен е тој што Ти ќе го избереш и во Твоите дворови ќе го прибереш. Ах, да се наситуваме од блаженствата на Твојот дом и од светоста на Твојот храм. Со величествени дела на Твојата правда ни одговараш, Боже, Спасителе наш, надеж на сите земни краишта и на далечните мориња. Ти кој со својата моќ ја создаде секоја планина и се вооружи со сила. Ти кој ги замолкнуваш бесот на морињата, бучавата на брановите и бунтовите на народите. Воскит предизвикува Твоите чуда, кај оне што живеат на далечни места. Со весел пој ги исполнуваш местата, од кои зората зазорува и ноќта се спушта. Се грижиш за земјата и ја оросуваш, и со раскош ја збогатуваш. Божите извори се полни со вода, за жито да дадат, како што си наредил. Бразите ги наводнуваш, грудките ги рамниш, со дождови ја омекнуваш и родот и го благословуваш. Годината ја кронисуваш со богати родови, Твоите коли се преполнети. Изобилни се пустинските пасишта, во радост се облечени редиштата. Со стада се накитани ливадите, со жито се прикриени долините. Се е весело и распеано. Убав псалам, убави пореки, длабоки мисли, и затоа тој овој псалом 65-тиот го нарекол Божјата добрина кон земјата и кон човекот. Бог пушта дожд да се накваси земјата, да житото рти и да донесе плод. Така да и во телесниот живот, значи во физичкиот, но и во духовниот живот, преку Светиот Дух, Бог ќе нароси секоја вистина, се оно што ние го читаме и проучуваме, да донесе род и покаяние за нас и за многу души. Продолжуваме со песна. Ta najstara vera
Ја продолжуваме нашата програма, почитувани гледачи, со вестите или искуство од светот. Денес имаме вести од Индонезија. Ќе ни ги раскаже Джейм Томпкан под наслов "Лекари проповедници". Джей секоја година одвојува неколку седмици на својот пренатрупен распоред како лекар и како директор на една од болниците во Индонезија за да одржи евангелска серија на библиски предавања. Тоа охрабрува исто така и секој човек, лекар или обичен човек, што би се рекло, кој има дар да проповеда, да го искористи тој дар во проповедање на Евангелието. Доктор Джей сватил дека јавните евангелски предавања го зближуваат него и неговите колеги во заедничка мисионерска цел помагање на пациентите и нивното подготвување за Исусовото доаѓање. Евангелизирањето е мојот појадок и мојот ручек, изјавил докторот Джей во едно интервју кој го дал од својата канцеларија во адвентистичката болница Мананандо, здравствена установа со 150 кревети кој се наоѓа на островот Сучавеси. Серијата евангелски предавања одржани во 2017 година во болницата со соработка со локалната црковна област донела 69 нови верници, 69 крштевања, уште 53 слушатели биле крстени во 2016 година. Во овие две евангелски серии проповедале само лекари. Ова се променило во 2018 година, бидејќи болницата организирала 3 евангелски серии на предавања. Едната ја воделе лекарите, другата медицинскиот персонал, а третата болничките администратори во таа болница. Значи, овие предавања биле поделени во три групи. Нам ни е потребно единство пред да излеземе во надворешниот свет. Обединети сме во заедничката визија кога учествуваме во јавните евангелски серии. Тоа е искуството на доктор Джей, председател на адвентистичката болница Бандунг на индонезискиот остров Западна Јава. Во текот на 5-годишните евангелски активности во оваа болница биле крстени 4000 луѓе. Адвентистичката црква поседува 4 болници во Индонезија, во Банда, Лампунг и болницата Медан кој се наоѓа на островот Суматра. Болницата Манандо имала 50 кревети кога била отворена во некогашниот центар на Унијата во декември далечната 2007 година. Со помош на даровите од 13-та сабота добиени во 2012 година и во 2013 година можеле да се прошират уште 150 кревети. Доктор Джей вели дека болницата се соочува со недостаток на квалификувани лекари специјалисти кои би можеле да работат полно работно време. Во болницата се вработени 384 лица, од кои 90% се адвентисти и обезбедува нега над 700.000 пациенти годишно. Доктор Джей, кој дошол во болницата Манандо во 2015 година, не очекувал дека ќе работи за адвентистичкиот здравствен систем. Како гинеколог работил 7 години во државната болница, но соочен со проблемот околу слободната сабота, тој напушил својата дотогашна работа и набрко се вработил во адвентистичката болница Бандунг, во која започнал да организира јавни евангелски предавања. Тој смета дека ширењето на Евангелието не само што ја исполнува мисионерската цел, туку ја јакни верата на болничкиот персонал. Персоналот на болницата проповеда и учествува во бесплатните медицински курсеви и здравствени семинари кои се одржуваат за време на евангелските состаноци. Кога ќе излеземе да ги охрабриме другите, ползата од тоа непосредно ни се враќа нам. Болницата има 4 капелани кои одржуваат духовна програма, вклучувајќи и 10-дневната молитва и секојдневно утринско богослужение во кое во секој оделение 9 пациенти биле крстени во 2016 година, а уште 2 во 2017 година. Одете научите ги сите народи, крштевајќи ги во името на Отецот, Синот и Светиот Дух и учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал, и ете јас сум со вас преку сите денови до свршетокот на светот. Матеј 28
19 и 20 стих. Овие стихови ги проникнуваат нашите копнежи, да ја шириме вистината за нашиот прекрасен Спасител. Ние го препознаваме времето и сметаме дека Исус скоро ќе дојде. Да, Исус скоро ќе дојде. Интересно искуство споделено од овој доктор Джейм Томбокан и неговите колеги, лекари, кои освен таа професионална професија, лекарска што имале, одржувале и библиски предавања и како што видовме, голема бројка на обратени крстени верници во Исуса Христа. И ние да делуваме, почитувани гледачи, таму кај што можеме, да поделиме некоја книга, Библија или некој трактат, да допре вистината за Исуса Христа до што поголем број на луѓе христијани. Продолжуваме повторно со песна. Почитувани гледачи, денеска ќе имаме и соговорник во нашата утринска програма. Ќе го побараме пастор Ѓурица Пастоницки од Скопје, кој е пастор и на двете цркви што ги имаме во главниот град на нашата земја, во Скопје, во Влае и во Вера. Прве ќе го побараме на телефон, да поразговараме со него и да видиме што е она што се случува во Скопје и ќе ни каже неколку информации за нивните активности на верниците во црквата Вера и Влае. Ало? Да, повелете. Добро утро, Ѓурица. Добро утро. Овде е радио Глас на надежта. Драго ми е. Еве, те поканивме денеска да бидеш наш гостин и на овој начин да малце поразговараме за вашите активности на локалните заедници, на локалните цркви во Скопје, Вера и Влае. Најпрвен, кажи ни како е животот во Скопје овие денови, со обзир дека сме во најубавото годишно време во пролет и предпоставам дека има раздвиженост голема и со автомобили и пешаци. Да, вистина, значи Скопје си е секоја Скопје као метропола, како град голем, доста раздвиженост, убавото време, можам да кажам и за викендов доста луѓе измами да излезат надвор. И она што е интересно да имавме и маратон, така да баш во улицата што е пред нашата црква на булеварот Партизански одреди се одржуваше на едната лента маратонот и се чудевме од каде таа музика, што е тоа, и тогаш приметивме дека трчат луѓе во еден правец, други се враќаат и така да беше интересно да се гледа тој маратон. Така. Воздухот е сега чист, неле? Помина тие загадени денови, зимуска, кога навистина имаше доста магла, бидејќи Скопската котлина е позната по магла во зимскиот период. Така, да. Почисте, тоа е вистина, али мислам дека после дождовите воздухот е уште почист и подобар. И Скопје секогаш ќе има некоја своја измаглица, така и сега е
nekoja izmaglica čudna koja što ete postoji, ali čist vozduh imаме само во местата каде што нема автомобили, тоа е покрај реката, додека се движиме по Или горе на водно, на планината водно, ако има и на водно, да, ако се отиде тамо, може во шумата да има добар чист воздух. Така. Добро, ајде сега да малце ни кажеш за активностите на црквите Верој Влај и на верниците. Според оно што ја имам информации, ви имавте некои посети во текот на минатите викенди. Да. Одлучивме да како црква ги посетиме некои цркви кои што се така помали, помалку бројни и да им послужиме на нашите браќа и сестри со служба. После службата, наравно, домакините па и гостите има заеднички ручек, дружење, запознавање, зближување. Она што го приметив и што го добив како повратна информација од браќите и сестрите кои што беа во посета на црквите, дека одели во шетња, ги разгledувале некои делови така. Така да целта ни беше да се зближиме, бидејќи немаме толку често тие собири каде што би можеле да се сплотиме едни со други. Кажи ни кои цркви ги посетивте и во кои окрузи бевте? Значи бевме во Штипско-Струмичкиот округ, ги посетивме црквите Лаки, Струмица и Штип. Така, значи бевте поделени во 3 градови. Да, три места, одлучивме ова прилика да посетиме. Идејата е не да останеме само на ова една посета, него идејата е да ваква посета се направи и во другите окрузи, чисто заради, како што кажав, заради зближувањето, дружењето и пред се со Бога и едни со други. Значи, двете цркви имавте посет, односно и Вера и Влај учествува во тие посети? Да. Значи, бевме поделени така да една група од 10 браќа и сестри, како од Вера, така и од Влај, беа во Лаки, исто така и во Струмица, во Штип, мислам дека повеќето беа од Влај. Така. Кои помали цркви или воопшто не помали, мислам, може и поголеми по бројот на верниците, имате во план во наредните месеци да посетите? Дали имате веќе поставено некои цели или веќе ќе се договарате во иднина? Па иднината ни е, мислам, планот ни е да во иднина седнеме со одборите и да видиме кои би цркви можеле да ги посетиме, затоа што ова веќе беше договорено во изминатиот период со двата одбора на црквите да се направи една ваква акција. Изискува и финансии, изискува и време и подготовка и се, али веруваме дека е тоа благословено и затоа сметаме дека ќе гледаме барем едно тромесечие, една сабота да одвоиме да посета на некој окрузи. Може би следниот ќе биде или Кавадаречкиот или Битолскиот, ќе видим. Така. Да, убави се тие посети, посебно не помали заедници, кај што нема толку движење на верници, да се запознаат, се крштават и нови верници, меѓу себе не се познаваат, така да тоа е духовно храбрување за сите нас да се поделат искуствата меѓу себе. Добро, Ѓурица, ти си пастор во двете цркви, па еве нашите слушатели, гледачи на емисијата Добро утро на Радио Гласна надежта очекуваат една кратка духовна порака. Имаш ли нешто што ќе споделиш за охрабрување за сите нас? Да, размислував и еве неколку текстови кои сакам да ги споделам со вас. Воведен текст би бил од 133 псалам, први стих, вели колку е убаво и колку е мило кога браќата живеат еднодушно. Тоа беше и на некој начин нашето мото или гесло заради овие посети кои ги направивме во црквата. А од друга страна, желбата да она што и псалмистот вели во 92-иот псалам, добро е да се слави Господ и да му се пее на името Твое севише, да се возвестува наутро милоста Твоја и секоја ноќ Твојата верност. На десоко струна харфа и на лира. Значи, имавме можности да го прославиме Бога со песни, некои носеа своји инструменти, пеа, им послужија на браќата и сестрите, али она што е, мислам, најдобро и оно нешто што освежува не само оние кои што се домакини, кои што ќе не прифатат во посетите,
и освежувањето кое што ние лично кога одиме во таа посета можеме да послужиме. Верувам дека срцата на браќата и сестрите кои таа сабота беа во овие цркви во Лаки, Струмица и Штип, дека се освежија, им беше мило и драго кога може да ги видат тие браќа и сестри, али воедно кога може да почувствуваат и таа атмосфера на Божјата присутност, каде што Бог делува на срцата да не сближи со себе, али едни со други. Зашто? Затоа што тоа е на еден начин подготовка за вечноста во која што ќе бидеме блиски со Бога, али едни со други. Убаво. Добро, Ѓурице, еве ти благодарам за овие информации, што одвои дел од твоето време да бидеш дел од нашата утринска програма на Радио Гласна надежда. Уште еднаш ти благодарам и ти посакувам успешна работа во црквите Вера и Влаја. Почитувани гледачи, тоа беше пастор Ѓурица Пастоницки од Скопје, кој учествуваше во нашата утринска програма. Продолжуваме со песна.
Predočite na svetot, toj nema lubavina zaradi koje bi go posakalje. Sepak bil otelotvoren Bog, nebesna i zemna svetlina. Negovata slava isto taka bila obvijena so preves. Negovata golemina i veličestvo bile skrijeni, za da može da im se približi na tažnite luge izloženi na iskušenija. Otkako Isus došao da žive među nas, znajme deka Bog gi poznava našite iskušenija i sočustva su nas u našite žalosti. Sekoj Adamov sin i kerka može da shvati deka našo Tvorec je prijatelj na grešnicite, zašto vo sekoja nauka za milosta, vo sekoje vetuvanje za radosta, vo sekoje delo na ljubovta, vo sekoja božestvena privlečna sila što se pokažela vo živototna spasitelotna zemljata, nije gledame deka Bog je so nas. Почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите во живо нашата утринска програма Добро утро која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Глас на надежда. И денеска сакам да ве потсетам сите вас кои сте од Битола и Битолско дека од петок, значи од денеска, тоа е 12 мај, па во наредните 14 дена ќе имате посебна прилика да присуствувате на евангелски библиски предавања, односно тоа е семинар за библиските пророштва кои ќе се одржуваат во киносалата Манаки на Широк сокак во Битола со почеток во 19 часот. Лесно се наоѓа тоа кино, значи карши Стопанска банка, вие кои сте од Битола добро знаете таа банка и веднаш карши филијалата на Стопанска банка се наоѓа салата киносалата на Манаки. Така да ќе имате интересни предавања, што значи се во ова, тоа е генералниот наслов на овие предавања, меѓутоа ве само ќе спомнам 3 теми: пророштвата, небесен алармен систем, библиски одговор на човечките страдања, спас од небото и многу други теми. Говорник ќе биде Јован Китевски, македонец, битолчанец кој живее и работи во Австралија, многу сака Бога, тој патува по светот, но и сега патува повторно, многу проповеда Евангелието и таа радосна вест. Затоа ве поканувам најсрдечно, ако имате време, посетите ги овие предавања, значи во киносалата на Широк сокак Манаки во Битола со почеток од 19 часот петок навечер и во наредни денови, да ја видиме сега рекламата за овие предавања. Пандемии, војни, земјотреси, пожари, глобални немири. Луѓето ширум светот се прашуваат, што значи се во ова? Дали страдањата на светот некогаш ќе престанат? Постојат ли реални одговори за смртта, болестите и тешкотиите со кои се соочуваме? Сдруженијето Поглед кон вистината ве поканува на семинарот за библиски пророштва, на кој ве уверуваме ќе пронајдете надеж во ова време на несигурност. Ве очекуваме во киното Манаки во Битола од 12 до 27 мај во 19 часот. Продолжуваме и во оваа емисија, почитувани гледачи, да размислуваме за смислот на животот. Во минатата емисија ги цитиравме големите луѓе кои придонеле во општеството, дека и тие луѓе верувале во Бога и какви убави изјави дале токму за постојањето на Бога и за нивната вера. Тие се молеле во своите канцеларии, во своите лаборатории, значи денот го отпочнувале со проучување на Библијата и со молитва. Вечерва, односно денеска, ова утро, продолжуваме со размислување за тема хармонија без Творец. Дали е возможно овој свет да постои без Бога? Исак Њутон на својата маса имал миниатурен сончев систем. Во центарот било сонцето со сите планети што се движат околу него. Еден научник влегол во неговата работна соба и рекол: колку е сложен овој систем? Кој го направил? Никој, му одговорил Њутон на човекот кој бил неверник. Зошто ме правиш неразумен? Сигурно некој го направил и тој некој мора да биде гений. Њутон му одговорил: овој систем е ситна имитација на еден огромен систем, чии што закони ги познаваме вие и јас.
Jaz ne можам вас да ве убедам дека ова е само играчка без творец, а вие сепак верувате дека големиот оригинал нема творец. Според најновите истражувања се претпоставува дека во оној дел од Вселената кој донекаде сме успеле да го запознаеме има повеќе стотици милиарди галаксии, а секој од нив просечно има од 200 до 250 милиарди звезди. Притоа нашата галаксија е релативно мала и содржи само околу 200 милиарди звезди, а во пречник е 75 пати помалечка од досега најголемата откриена галаксија, чиј што пречник изнесува 5,6 милиони светлосни години. Денеска астрономите ни соопштуваат дека вкупниот број на досега откриените звезди изнесува 1025, односно 100 милиарди. Овој број се однесува само на оној дел од Вселената што можеме да го досегнеме со нашите телескопи. Но не треба да се загуби од вид и тоа дека овој огромен број звезди има и своји придружници, како и нашето Сонце, а овие пак своји месечини. Сите тие безбројни небески тела се движат по точно определени патеки, наредени во сложени и точно одредени звездени системи на своите галаксии. Кога такви системи би имало само неколку во целата Вселена, а кога другите небесни тела милиарди на број би се движиле без определени патеки во целосен хаос, можеби би можело да се зборува за случај и за теоријата на силната експлозија. Знаеме дека науката тоа го побива и тие веруваат во некоја силна експлозија тамо некаде во минатото пред милиони години и така нека усиена маса се одвоила, се ладела со милиони години и на крајот ете нашата земја се оформила. Но наспроти тоа целата Вселена действува совршено и хармонично. Зато теоријата за силната експлозија не може да се одржи, зашто по секоја експлозија настанува хаос и неред, а никогаш совршен ред и хармонија. Бог е голем творец и одржувач на се што постои. Тој со леснотија управува со огромните планети и со невидливите атоми. Доктор Артур Комптон, физичар, носител на Нобеловата награда за текстот на Прва Мојсеева 1.1, го кажал следново: што се однесува до мене, верата почнува со сваќањето дека светот и човекот ги создала надприродна сила. Мене не ми е тешко да верувам, зашто не може да се побие дека таму каде што постои план, мора да постои интелигенција. Хармонија на Вселената сведочи за вистината на највеличественото тврдење: на почетокот Бог, и како што вели текстот, го створи ова, она, и како што ги нагласува Мојсей, во сите денови Бог нешто создавал. На сличен начин размислува и познатиот астроном, физичар и математичар Јохан Кеплер: во се што е создадено како со раце да го допираме Бога. За неверникот Бог најчесто не постои, зашто тој не сака Бог да постои. Ако некој од нас случајно на пат најде обичен клин, сигурно е дека не би размислувал колку илјади години требало сосема случајно да се одиграат потребните хемиски процеси, да се наталожи потребното количество метал, по чуден сплет на околностите да се создаде потребната температура и така натаму, и на крајот да настане тој наш клин. Па сепак, случајниот настанок на само една белковина би бил многу поневеројатен во случајниот настанок на еден обичен клин. Дали е полесно да се поверува дека сите сложени облици на животот, кои се наполно целисходни, а при тоа ги задоволуваат и највисоките норми на естетиката, како што е ружата, пеперутката, полновото перо, се продукт на чист случај или се продукт на мудро смислен план. Еве тука ќе застанеме, ќе продолжиме со размислување за смислот на животот и во наредната емисија. Одеме сега, почитувани гледачи, повторно со песна. Истина дивна, Исус je moj, za mene da
O, kakva sreća, blaženina, doći će Gospod, blizu je sad, željno me čeka, sretni taj čas, da bih ta čuo, Isusov glas, to mi je pesma, to je moj san, slaviti spasa, kroz celi dan, to mi je pesma, to je moj san, slaviti spasa, kroz celi dan, kroz celi dan, kroz celi Почитувани гледачи, сакам да ви понудам денеска еден мал трактат, но многу е убав, содржен, јас го имам неколку пати прочитано, а тој е трактатот Второто Христово доаѓање. Значи, ова мала брошурка е бесплатна, доколку ја сакате да имате, пишете ни на нашата адреса, која е доле ќе ја видите адресата наша, односно нашиот мейл, или пишете ни по SMS порака, ваша адреса, име и презиме, место на живење, а ние ќе ви испратиме по пошта. Навистина, овде доктор Антич Радиша го опишува се оно што ќе се случува околу Христовото второ доаѓање. Тој вистински настан кој ќе претходи, настанот ќе претходат многу други работи кои ќе се исполнат, бидејќи пророштвото јасно зборува во Матеј 24 глава што е оно што ќе се случи пред второто Христово доаѓање. Значи, доколку го сакате, ја сакате ова брошурка, слободно пишете ни. А вие кои сакате да изучувате подлабоко Библијата, Светото писмо, еве ви ја нудиме бесплатно, електронски, дописната библиска школа, bibliјатазборува.mk. Да ја видиме сега и рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.
Почитувани гледачи, еве полека дојдовме до крајот на ова наша денешна утринска програма и ви благодарам на вашето внимание што ја следивте нашата утринска програма која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Ова емисија се снима и може да ја побарате на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежта и со така да ја споделите со вашите најблиски пријатели. И посакувам секој добро, Господ со вас и се гледаме во наредната емисија. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на Радио Гласна надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Гласна надежта. Се гледаме.